Четврта недела од јануари. Најблиска планета до Сонцето е Меркур. Меркур е само малку поголем од нашата месечина. Во својата мала орбита го заобиколува Сонцето за помалку од 3 месеци. Кога Меркур е најблиску до Сонцето од Земјата го гледаме вака. Кога Меркур ќе се појави над хоризонтот, Сонцето скоро истовремено изгрева и го осветлува небото, па Меркур веднаш исчезнува во плавото небо. Кога Меркур е најдалеку од Сонцето, се појавува за час и половина пред изгрејсунце. Тогаш имаме можност да го видиме на исток пред изгревање на Сонцето. Меркур многу брзо се движи по својата орбита. Една недела подоцна повторно ќе исчезне во сјајот на Сонцето. Мора да чекаме 4 месеци за повторно да го видиме. На Меркур му треба 3 месеци да го заобиколи Сонцето и дојде во оваа точка. За тие 3 месеци Земјата поминува четвртина од својата орбита. На Меркур му треба уште месец дена да не престигне и дојде во положба на која можеме да го видиме рано наутро. Поради близината на Сонцето, Меркур нема сателит, како ни Венера. Земјата е трета планета и има еден сателит. Марс има два сателита, Деймос и Фобос. Фобос бил исфрлен при космички судир. Следен е Јупитер, опкружен со 16 сателити. Четирите најголеми можат да се видат со обичен телескоп: Ганимед, Калисто, Ио и Европа. Следен е Сатурн, со повеќе големи и мали сателити и препознатливите прстени. Месечината е единствен земјин сателит. Месечината ни ја покажува секогаш истата страна. Ако ја гледаме секогаш истата страна, зошто секоја ноќ ја гледаме месечината поинаква? Страната свртена на кај Земјата секој ден е различно осветлена. Младата месечина е осветлена од позади. Полумесечината е осветлена од страна. Сега месечината е во втората четвртина од орбитата. Страната која ја гледаме се побрзо се врти на кај Сонцето. Нас ни ја покажува осветлената половина. Сега скоро е полна месечина. Навечер полната месечина позади Сонце е веднаш над хоризонтот. Додека продолжува со својот пат околу Земјата, доаѓа во иста линија со Земјата и Сонцето. Сега изгрева, додека Сонцето заоѓа. Целосно е осветлена. Во ноќите со полна месечина се одбива највеќе светлина кон Земјата. Било да е млада или полна, месечината секогаш ни ја врти истата страна. Тоа не е случај со Земјата и Сонцето. Земјата се завртува секој 24 часа и сите страни ги изложува на Сонцето. Гледано од Сонцето, Земјата нема скриена страна. Месечината е врзана за Земјата, затоа што нејзината маса е многу поголема. Земјиното привлекување ја спречува месечината да се врти.
Затоа месечината забавила и сега нас ни ја покажува секогаш истата страна. Истото се случило и со малиот Меркур. Огромното сонце го спречува Меркур да се врти. Помеѓу вселенските соседи, масата е таа која одлучува. Полната месечина во текот на зимата се издигнува многу високо на небото, додека сонцето во текот на зимата останува прилично ниско. Зошто е тоа така? Тоа нема врска со месечината, туку со движењето на Земјата. Посматрано од страна, месечината е во линија со Сонцето, помалку или повеќе во иста линија со Земјата и планетите. За нас на Земјата одредница ни е хороскопскиот појас. Погледнете во однос на хороскопот звездите, планетите, Сонцето и месечината. Земјата е навалена во однос на хороскопот и во текот на денот Сонцето изгледа ниско на хоризонтот. Во текот на ноќта гледаме во другиот правец и затоа ни се чини дека месечината е високо на небото. Денски ни изгледа вака, а ноќе вака. Земјината оска на ротација е коса. Кога гледаме од Земјата ни се чини дека хороскопот се искривува. На пладне Сонцето е ниско, а во текот на ноќта месечината се качува високо. Однесувањето на хороскопот зависи само од движењето на Земјата.